Добре дојдовте на каналот Забранета историја. Издолжените парака черепи. Мистерија стара најмалку 2300 години, која ги остави без сон и најголемите модерни умови. Во 1923 година археологот Јулио Тело од Перу откри пештера со стотици, во најмала рака необични човечки черепи. Но дали се овие черепи сосема човечки? Всушност, дали се воопшто? Речи си и да нема стара цивилизација во светот, каде што нема пронајдено статуи, депикции па дури и черепи, слични или идентични на парака черепите од Перу. А сепак, ништо не пишува во учебниците по историја за овој феномен. Зошто модерната наука одлучила целосно да ги игнорира? Официјалната приказна на модерната наука е дека овие черепи се целосно човечки и се создадени вештачки, со техники на врзување на главата кај децата од најмала возраст, со платна и појаси со цел да се добие оваа форма. Велат, и денес постои примитивно племе кое ги практикува овие бизарни традиции, ништо ново, случајот е затворен. Епа за жал не е. Иако е точно дека со вакви техники може да се влијае на формата на главата, не може да се влијае на волуменот ниту пак на генетиката. Паракас черепите имаат повеќе физички и генетски отстапки од нормалниот човечки череп. Например, волуменот на мозокот е со околу 150% поголем, очните шуплини се со околу 50% поголеми и закосени навнатре, отворот на черепот кај носот наместо заоблен во форма на капка има триаголна форма. Овие черепи не се составени од 3 кранијални плочи како секој Homo sapiens, туку од 2. Ова само по себе е генетска отстапка која не може да биде модификувана. Понатаму, темето каде што рбетот се спојува со главата е поместен наназад со неколку сантиметри, односно точно на центарот на рамнотежа според големината на главата. Ваква модификација е невозможна освен ако е вродена. Најмистериозната информација сепак е самата ДНК анализа која беше направена на неколку примероци неодамна. Според резултатите овие луѓе имале светла кожа, зеленкасти очи и силно изразено црвена боја на косата. Стари се околу 2300 години, имаат околу 25% медитеранска ДНК, а останатите 75% не се совпаѓаат со ниту една позната животна форма на планетата Земја. Да, добро слушнавте, со ниту една животинска форма на нашата планета. Преку 3000 ДНК примероци од животни достапни на научниците беа споредени и ниту една не се совпаѓа. Дали гледаме во физички доказ за постоењето на некаков вид на човеколик мајмун, кој живеел паралелно со модерниот Homo sapiens до пред само 2000 години? Или пак можеби гледаме во доказ за вонземна животна форма на нашата планета? Ова би ја објаснило разликата во ДНК резултатите. Меѓутоа, што е со физичките сличности? Како е можно хуманоид да изгледа речиси идентично на нас, а има над 75% различна ДНК? Разликата во ДНК помеѓу човекот и шимпанзата, например, е само 2%. Видеото кое следува е направено во музеот во Перу, Јужна Америка, во кој се наоѓаат голем број примероци. Моментално гледате во фетус, односно неродено бебе, кое починало при породувањето заедно со мајката. Волуменот на главата на фетусот е речиси колку неговото цело тело. И ова ли е пример за вештачко модифицирање со врзување и повивање на главата? Интересно е што и мајката има исто така издолжен абнормално голем череп, без сомнеш гледаме во нешто кое не е Homo sapiens. Според докторите кои го испитува овој фетус, не станува збор за некаков вид на синдром или болест која би го предизвикала овој ефект, туку во генетска аномалија. Во најмала рака велат тие обид за природно размножување помеѓу несоодветни партнери, односно нецелосно компатибилни животински видови. Доколку партнерите биле целосно неадекватни, немало да се оплоди јајцето и да се создаде фетус кој ќе се развие целосно до самата фаза на породување. Се поставува прашањето, што е скриено од нас? Дали сме ние на вистина животински вид со амнезија? Кои сме ние и од каде на вистина потекнуваме? Дали Homo sapiens е на вистина резултат на целосно природна бавна еволуција? Или можеби, само можеби, некој понапреден има замешано прсти во нашата еволуција?
Заследете го каналот за повеќе, останете љубопитни и никогаш не престанувајте да поставувате прашања.